каде е подобро да се живее, во Скопје или во внатрешноста, или пак ќе додадеме можеби надвор од државава. И зошто луѓето размислуваат така како што размислуваат, ќе зборуваме со нашата денешна гостинка. Велам добар ден и добре дојде за професор доктор Татјана Стојановска Иванова, социолог. Добре дојдовте. Добре најдов на вистина на тема која што инспирира една вечна дилема, што би рекла меѓу не само социолозите, секој научник кој што се занимава со наука во контекст на тоа што ни направија денешните мегалополиси, дали големиот град не изеде, а од друга страна имаме внатрешна миграција, на што спомена, имаме иселување и сега да одговориме на тоа прашање велам не е едноставно, меѓутоа секој од нас си гради свој став, имаме голем број истражувања кои што ќе ги споменаме. Така да, може да почнам поетски, а потоа ќе се вратиме на науката. Ајде. Ќе почнам со мојот роден град, односно од каде потекнувам, како се вели, да си метнам морецки крилја, как да си метнам и на наши страни да си прелетнам, на наши места јас да сидам, да видам Охрид, Струга да видам. Од тука произлегува и мојот одговор. Верувајте дека во ова, како го нарекуваме ние социолозите, обременето време. Време не време, кое што во континуитет ни создава брзина на живење, таа динамика која што живееме во големиот град, никогаш не меле. И верувајте, не случајно ја споменав Струга, бидејќи кога ќе појдам во Струга, каде што живее мојот татко, каде што имам голем број роднини, јас и творењето мое е поинакво. Доволно ако ќе прошетам по Крейзер или Црн Дрим и кога ќе се вратам дома, имам некако, јас што велам, се вдахновувам и верувајте дека ми треба за помалку време да се концентрирам, помалку спијам, а се чувствувам посвежа. Една од предностите на помалите градови е тоа, затоа што таму се живее оној, велам, живот не толку динамичен, поспоро живење. И таму некако имате време и за да останат оние традиционални аспекти, да седнете со семејството, да ручате, и да прошитате, и да се видите со пријателите. Малскиот живот се уште постои во малите градови. Во Скопје и во сите други големи метрополи, вие можете да имате сосед кој што живее до вашиот стан, а да воопшто него не знаете. Значи има низа предности, ќе зборуваме нели од научен аспект и меѓутоа и одредени недостатоци, нормално нели. Сегогаш кога зборуваме не може да имаме само еден вид на универзалија во контекст на живењето во помал и поголем град. Она што е навистина забележително е тоа дека младите луѓе сакаат да живеат во поголеми градови, сакаат да живеат таму каде што има поголем број активности, каде што сите некаде брзаат. Но како поминуваат годините, веќе сваќаме дека многу е поквалитетен животот во една посмирена средина отколку во големиот град. Токму и тоа практично е заклучокот дека оние што живеат во помалите градови не значи дека не живеат квалитетно. Далеко од тоа. Самата анкета покажа, а имаме и примери. Јас токму ги спомена едно од моите омилени градови, Штипе, градот на мојот сопруг, таму живеат мојата свекрва, свекор, братот на мојот сопруг, значи често одиме во Штип бидејќи сега имаме можност, нели она што спомнаа инфраструктурата. Кога ќе имаме добра инфраструктура, многу полесно ќе се движиме и ќе ги согледуваме. Таму живеат моите драги кумови, верувајте дека јас кога ќе одам во Штип, едноставно времето поминато, на што велиме поквалитетно. Имам време и да се видам бидејќи во денешно време пријателството кое што треба да го негуваме, она што велам тие некои традиционални вредности кои што за мене се многу значени, да размените, што велам добробит, размените добра мисла, бидејќи како велат споделена радост е поголема радост, дефинитивно. И овие градови, а и Струмица како град навистина многу ја сакам и интересно е, ова е анкета правена меѓу дипломираните социолози. Уште пред неколку години најголем процент од струмичани кои што дипломирале остануваат во нивниот роден град. И тоа е еден од фактите. А од друга страна, во денешно време и Штип и Струмица како примери бидејќи се дадоа, можам да кажам дека се развиваат и на оној дел во контекст на образованието, во контекст на културно-забавниот живот, бидејќи се профункционираат театрите, кои што имаат каде што младите имаат можност
културно да се надградуваат. Имате веќе поставување на изложби од признати и познати личности кои што се од тој крај. Имате од друга страна развој во образовниот систем, веќе универзитети кои што, да речам, на некој начин се етаблираат полека. Имате развој на здравството, бидејќи што е потребно за еден град добро да функционира. Потребно е добро образование, добро здравство и место каде што вие културно ќе се оплотувате. И секако дека можност за соодветна работа. Сега, она што може би недостасува и зошто младите одат доаѓаат во Скопје, бидејќи сега да не звучам претенциозно, меѓутоа сакаат да студираат можеби дел од нив на УКИМ, затоа што е најстара високообразовна установа. Меѓутоа од друга страна можноста за вработување на што спомена, имаат поголеми шанси на придокот од едно во друго работно место, меѓутоа преголема е концентрацијата. Само уште нешто сакам да споменам како пример, каде младите се враќаат и ако сакат, она што го спомена многу убаво господинот, вели, тој што сака да работи, секаде ќе може да се снајде. Знаете, Валандово, едно мало градче, кое пред 10 години секој од нас го поминувал кога говорил за Грција. И само ќе речеа кој е овој град Валандово. Валандово, не знам дали сте биле сега. Па одамна не сум. Значи јас да појдете, препорака, иако јас сум од Струга, татко ми често пати вели, па зошто толку го фалиш? Таму има една млада екипа која што раководи, едни ентузијасти кои што донесува многу проекти. И сега вие не може да го препознаете. И да излезете во центарот, сосема е променет. Па имате некои валандовски културни вечери, да не зборам за нов дом на културата. Значи, едноставно, верувајте дека има дури случаи каде што се од Скопје вработени во банки се вратиле во Пирава. Тоа е мало убаво селце до Валандово, мислам каде што е урбанизирано и дури јас кога разговарам вели верувајте дека многу сме посреќни и посмирени. Ако се сака, велам, може да се направат услови за работа, услови за образование, услови за култура и само она што во моментот малце може би недостига, тоа е здравствените домови, бидејќи сите одат кон големиот град. И она што е многу битно. Уште Фердинанд Тенис, познатиот германски социолог, го зборувал заедница и општество, односно мало и голем град. Тие вредности се поинакви во големиот град. Егоизмот, што велам, индивидуализмот, желбата за да се успее повеќе, па не го гаи што е алтруизам и космополитизам, кој што се уште постои во помалите градови. Соседството таму живее, знаете, ќе повикате соседката, кај нас не дека не треба да се посветуваат психијатри, меѓутоа многу не го познаваш соседот. И едноставно имаш потреба да поразговараш со некого. Верувајте, некогаш разговорот со некој за некоја банална работа може многу да имате добробит од тоа. Затоа велам, јас искрено ако ме прашате, да, работам во голем град, работам со студенти, меѓутоа секој слободно време со сопругот гледаме да отидеме некаде во некое мало место и да ги откриеме убавините. Државава не ни е голема. Уште да имаше инфраструктура патна каква што треба, сите ние веројатно ќе можевме, а ако не секој ден, тогаш барем за викенд да си отидеме од таму од каде што потекнуваме, па барем викендите да си ги поминеме онака релаксирано. Снежа, сигурно кога појдеш во твоја Вивчани, која за мене е едно исто така од најубавите места каде што таму можеме да зборуваме и за образование и за културен напредок. Па може би заради тоа што ги има сите предиспозиции и атрибути, така е. И локалната самоуправа функционира безпрекорно, може би и за тоа не размислуваат младите. Може би сега дека го води социолог, се смеам мојот колега, меѓутоа има, велиме, убавени и таа нас што ни е потребна инфраструктура и можност да, еве како што споменав, имаме градови мали каде што локалната самоуправа работи проекти. Младите се врзуваат за тие проекти, имате доста квалитетно заработуваат, имаат квалитетен живот. Може да се отидат на одмор, што велиме квалитет на живење, нели? Да си приуштат да си седнат еднаш неделно на ручек. Значи имате низа предиспозиции да се развиваат. Она што ни е стварно навистина потребно да таа инфраструктура, бидејќи бре ова наша земјиче, државиче, ја што велам навистина си го сакам. И тој мој можеби некогаш и локал патриотизам некогаш ми велат премногу го нагласуваш кога зборуваш за Струга, за Струшко. Меѓутоа,
секој од нас, доколку тој локал патриотизам го чува во себе, тогаш нема да сака по секоја цена да отиде. Можеби ќе студира, да, му се сака да студира тука, не треба да се сопрета, меѓутоа, зошто да бегаме од градовите, само треба малку да се вложи. Тие фабрики кои што постоеле, да ги реставрираат. А кога ќе му дадете вие на младиот човек можност да се вработи и да напредува, тогаш верувајте дека нема да биде во Скопје некако се загуши. Вие да појдете на водно во текот на викендот треба да чекате 1 час за жичара или да пропешачите. Значи малку мина или во парк. Значи има места, не велам не, меѓутоа многу е побаво кога ќе размените, кога ќе видите дека и ја што велам топлината што ја има малите градови, таа љубезност, тие вредности не ги има во големиот град. Тој конгломерат не јаде нас. Она што го, да речеме, го забележав, а и често го дискутираме, ние кои што живееме во Скопје, додека да си дојдам дома сега после емисија, веројатно, аз живеам релативно близко до телевизија, веројатно ќе ми треба па сигурно половина час, затоа што сега е шпицот на сообраќајот. Во помалите градови времето за доаѓање дома е пократко, така што за тие половина час веројатно веќе ќе бидат и седнати на маса семејството и дел од ручекот ќе биде. Знаете како? Не сам во однос на сообраќајот. Некоја дестинација што треба да ја поминам во Скопје, можеби е помала од дестинацијата кога одам во Струга, но има тука една друга работа. Точно сообраќајот е погуст. И сега јас од кај мене до Карпов 4 некогаш со кола ќе ме однесе сопругот или ќе фатам такси или градски превоз, што тука треба да се развие градскиот превоз дефинитивно. Јавниот сообраќај треба да. Додека во Струга да речеме од кај мене до хотел Рим имам поголема дестинација, но што е предноста? Тука ако отидам пешки, имате преголемо автомобилите, сообраќај густ, свирење, таа нервоза што нас не прави, нели секој сака да стигне побрзо, она што велите, па сте гладни после работа, сакате. Едноставно тој звук вас ви создава дополнителен стрес. Стресот е помал во помалите градови. Зошто? Поготово кога станува збор за сообраќајот. Јас кога ќе си од мојата куќа, па ќе си поминам низ чаршија, па ќе се сретнам со некој, можеби ќе спијам и кафе, можеби повеќе време ќе изгубам. Но се чувството мое индивидуално е поубаво него тие да речеме 500 метри што треба да ги поминам во Скопје, да отидам до Ситимол и создава дополнителна нервоза од таа, да речем, од тој преголем стрес што го создаваме секој од нас, несвесно дури кога сме во автомобил, нели. Еве сега јас на почетокот малку задоцнив, сепак имавте, нели, дојдов на време, меѓутоа 45 минути од мојот дом во Влае доаѓам до македонската телевизија. Значи тоа мислам дека е премногу. Можете од овде до Штип да стасате. Додека сме мереле од излезот од автокоманда до Штип, стигнуваме за половина час, додека кога ќе влеземе во автокоманда, ни требаат повеќе од половина час да стигнеме до дома. Тоа е за сите големи градови. Како што велам, меѓутоа убавината е ако имаме добра инфраструктура за секој од нас, би било добро. Можеби оние што живееме веќе во Скопје, делот она што рековме, ако имаме и можности, а треба да имаме и можности, бидејќи навистина си го сакаме сите државичето кои сме тука и треба да се бориме да имаме подобри услови секој од нас, тој што сака да работи, рековме. Ќе работи каде? Ќе работи каде, ништо не е страмно. Страмно е да се краде, да се лаже на нечесен начин. Не е страмота да се работи земјоделска работа. Значи да се едноставно, сега знаете што е тренд во целиот свет. Вие земете во Љубљана, сите одат живеат околу Љубљана или во помалите места, меѓутоа и трендот да се органска храна. Имате вие голем број колеги мои кои што велат па ние си имаме мало викендича и си одгледуваме, тоа ми го намалува стресот од онаката дневно работење. Мислам дека и кај нас почнува да се враќа. Така. Дури јас на сопругот му велам, пошто имаат во Штип одредено место, велам да си почнем иако све крва ми еве садат некои такви производи, меѓутоа верувајте дека кога ќе појдам јас таму, навистина се чувствувам поинаку. Татко ми оди до село некогаш од Струга, до село Нерези, каде што имаме јаболкници, се вели, мене животот ми се продолжува. И верувам дека е така. Затоа не случајно во анкетите го спомена повозрастните граѓани дека веројатно и со годините тоа се оди можеби како помлади и јас сум сакала нели тие дискотеки, меѓутоа како што доаѓаат годините, се сакаме посмирен живот,
сакаме поквалитетен живот, кој што ќе имаме придобивки и добробит и ние, меѓутоа и нашето најблиско семејство. Професорке, ние може вака на оваа тема да се зборуваме уште долго, бидејќи има уште едно чудо примери што не успеавме да ги споменеме, особено кога станува збор за малите деца, за образованието, за воспитувањето, но ви ветувам дека ќе имаме следна прилика кога ќе продолжиме со овој разговор. Јас многу ви благодарам што денес. Благодарам и вам и со вас секогаш ми е задоволство да разговарам.